СОНГ бара да се повлече законот за систем на плати од електронскиот регистер на прописи. Според синдикалниот лидер Јаким Неделков, овој законски предлог ги укинува синдикатите и собранието. Владата и Министерството за финансии сами ќе одлучуваат колкави ќе им бидат платите на околу 140.000 вработени во јавниот сектор. Според Неделков, сега владата ќе има законско право да ги намалува платите, по неуспешниот обид тоа да го направи за време на пандемијата од COVID-19. Овој предлог закон се елиминира можноста за уредување на платите и надоместоците со колективните договори. Ова е сосем спротивно на Уставот на Република Македонија, каде што децидно е кажано дека остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредува со закон и колективни договори. Значи, овде ако немаме можност со колективни договори да ги уредуваме правата за плата и додатоци на плата, тоа значи дека апсолутно овој предлог закон е противуставен. Утврдувањето на исплатата на дополнителната компонента на плата и надоместоци на плата ќе биде обезбедена и ќе се исплаќа доколку буџетот обезбеди средства. Неделков ги изнесе и заклучоците кои биле донесени на одржаната синдикална седница, каде било констатирано дека платите во однос на минималната ќе растат линеарно, а не процентуално. Овој предлог закон содржи елементи на дискриминација. Некои одредби од овој предлог закон важат само за одредена категорија на вработени. Имаме една одредба од овој член, каде што вели ова право го уживаат само административните работници. Замислете, дали само административни работници има во јавната и државна администрација? Не, се разбира. Како е можно тие привилегии да ги имаат само една категорија на вработени? Исто така е неповолно со овој закон уредување на правото на штрајк и исплата на дневници за период на штрајк. Ние тоа го имаме уредено со колективни договори, каде што се подигнати правата на работниците кога штрајкуваат. Сега на овој начин со закон се елиминира тоа право, односно имаме право на штрајк, меѓутоа согласно одредбите од овој закон треба да се исплаќа согласно законската регулатива, што е неповолна за нас. Според предлог законот, Неделков потенцира дека платите може да се намалат ако буџетот нема средства и како приоритети се други дејности на државата. Тогаш платите може да бидат намалени и работниците и синдикатите ќе немаат никакво влијание на социјален диалог и преговори со надлежните. Кои работни места, во колкав број ќе треба за непречено функционирање на установите, ќе бидат коригирани со уредба на владата и тука повторно социјалниот диалог и партнерство се укинуваат.